Сонја Пусовска од селото Светомитрани, која спаѓа под општина Крушево, е една од големиот број жени земјоделки во Пелагониско. Заедно со сопругот и фамилијата, одгледуваат 40 на кози и имаат засадено 9 декари со тутун. Има двајца синови, еден 19 години, а другиот 7, но и една помала ќеркичка која што има 3 годинки. Вели дека животот на една жена на село е далеку поразличен од оној на жената во урбаните средини. Нашега вели кога во градот се легнува, на село се станува по работа. Почнува до сега со тутунов, во негде кај 3,5 часот се стануваше, се одеше на тутун, се береше до кај 8,5 зависно со бербата, раката. Одевне двајца, јас и сопругот, поголемото дете остануваше дома со децава, пошто се занимаваме и со козарство, имаме, одгледуваме кози, тоа ги молзеше козите, ги средуваше, па си идевне ние ке 8,5 сато, 9 најмногу заради децава, тоа да истера козите. После се знае врските околу кујчата, работата околу тутуно да се нанижи, низи да се спружат, балина кои има да се соберат. Во главном тоа е работата во селото и на жената. Годинава очекувале 1500 килограми на тутун, но поради лошата година, среќни ќе бидат ако извадат 1 тон. Го работите сами или со аргати? Сами, прете двајцата ние работиме сами. Трактор немаме, сето ни одит во плајчање, во помош, се заменуваме со други фамилии и така. Колку е тежок да се работи? Многу, значи од сеење, од март месец се почнува, се припремаат леите, се сее, па потоа иди да се плеви, па садењето, берењето, пеглање, значи цела година си од март до декември се обврзан кон тутунот. Освен тутунот, друг главен приход им се козите, односно производството на млеко и сирење од нив. Најмногу произведуваат сирење, за кое што имаат постојани купувачи и немаат проблем со пласманото. Имаме редовни муштери, со нив си соработуваме од кога почнавме со козите, имаме и нови муштери што се јавува, така да со сирењето немаме проблем. Млеко некои што си имаат побарувачки млеко му се доставува. Тоа е во главном со козите. Каде го пласирате најчесто? Во околината? Од дома. Појчето ние од дома, пошто си имаме постари муштери од кои се козиве почнат да ги чуваме почнато, си имаме редовни. Значи си порачува од негде од мај месец, јуни, кога ќе почнеме да се молзат, си имаме муштери, ни се јавува дека му треба канта, кило, 2, зависи од можностите на луѓето. Значи барано е. Барано е, премногу е барано, дури до лани и годинава веќе не можеме ни да престасаме, и па не можеме. Сега се и веќе во тек на намалување со млекото. Тоа е. Али бопарувачката на козиото сирење е голема. Кој го прави сирењето? Сирењето го прави газдата, сопругот, тој е задолжен, пошто јас со прските околу дома и тој си се задолжи да биде за сирењето. Тој го прави за продажбата, тука ние заедничко, кога јас зависи од можностите, кој може да поиди или во Крушево до пазар, или ако ни е од дома, појчето ни е од дома. Значи, тука е, сите сме заеднички, нема поделба на моje и твое, сите сме заедно. Пусовска вели дека денот во село не се знае ниту кога ќе почне, ниту кога ќе заврши. А за одмор е тоа малку потешко. Кога и како завршува еден ден на руралната жена? Завршува негде на вечер после 22 часот, кога ќе почне еден по еден веќе за заспивање. Тогаш завршува, значи и последно млеково го досредуваме, се молзат на вечер и козиве и на вечер правиме сирење, така да мора да го почекаме, да стаса, да го исцедиме, да го средиме, да дојде до финалено на производ на сирење. Така да негде 22-23 часот не фајчат на вечер. Дури нижевне тутуни покасно, ти се береше до сега и на одручек, кога имам неможност беревне, се береше нон-стоп и така да... Денот не се знае никога во село, никога почнува, никога завршува. За одмор? За одмор време ручек.
за ручек. Тоа е времето кај нас за онмо ручекот, кога ќе стаса, се собираме и тоа е. Пустоска веќе 4 години е регистрирана како индивидуален земјоделец, иако со земјоделие се занимава откако знае за себе. Вели дека сепак државата треба повеќе да им помага на жените од руралните средини, со многу повеќе програми и финансии. Еве сега е време на сеидба. Значи ние мора сетото од свој джеб да го платиме, некој да свикаме со трактор, за орање, за сеидба, па и за тутун. Како што кажав, садиме поголема количина, повеќе декари и мора некого да го платиме. А сето се чека, значи од тутунов козиве се пример привремено, тие сега после јануар, февруар имаат мали кози, значи не се молзат. И останува, 2 пати имаме аплицирано за трактор, не е добијан. Образложение немаше, само беше дека документите се вред. Обидете се повторно, тоа повторно, немаше повторно. А ни требаат и други, значи работи за осовременување, за сирење, од лактофризери, од некои си корита, не знам. Значи ни треба доста механизација, претежно за млеково да биде по овие европски стандарди. Исто така жените од руралните средини, иако се регистрирани земјоделки, немаат право на користење на породилно отсуство. Сите 3 се, да речем, родени во работно време, ајде да речем најмалава, веќе во среде тутун, во јуни месец, така да после неколку дена, да речем после 6 недели, што викаме 40 дена, јас мораше да одам и на тутун, немаше кој, сама е оставена од малечка во количка, и до ден денеска таа е в количка. Сама не чека дома, домашна, таа не е домајчинка, сама оставена и мора, нема кој да се грижи за неја. И кажа, поголемово дете си оди со козите. Другово и то мало не може да ја варди, така да сама си е таја. Токму на оваа тема, права и пристап до услуги на руралната жена, Лака агролидерот Кривогаштани правеше испитување кај 400 жени од општините Прилеп, Кривогаштани и Долнени, со кое што се утврди немањето на голем број на права кај овие жени. Она што би сакале да го детектираме е дека жената од руралната средина се уште се соочува со ограничен пристап до услуги, во односи на социјална и на здравствена заштита, недоволна информираност, недоволно ментарство за предприемништво. Нели оваа година беше активна мерката 115, насочена баш кон економско зајакнување на жената од руралната средина, кој што опфаќа грант од 3000 евра или 180.000 денне повратни средства за можност за жените од руралните средини да се приклучат кон секундарни преработки, односно да преработуваат свеж зеленчук, овошје или пак производат животинско потекло. Жално е што информираноста беше мала, што кажува и малиот број на апликации, но се надеваме дека наредна година ќе се олесни аплицирањето и ќе биде подостапна оваа мерка. Дополнително околу 85% од жените сметаат дека не ги уживаат истите права и еднаквост во руралните средини за разлика од жените од урбаните средини. Тука се истакнува прашањето на недоволна инфраструктура, немање детски градинки во некои рурални средини, што дополнително тежнува состојбата на тројно преоптеретеност на жената од руралната средина во продуктивна, репродуктивна и социјалната сфера. Нема и доколку жените од руралните средини завршат добро образование, сепак не постојат пак работни места во руралните средини за кои што тие би биле квалификувани. Но и покрај сите потешкотии, Сонја никогаш не би го напуштила селото. А еве и зошто. Во село е подобро, јас мислам дека во село вистина сме оптеретени, али е подобро. Подобро, оној што сака да работи, не му смета дали е во град или е во село, али сепак село си е село, имаме од се. Пример, во градот треба сето да го купи, а додека селото сето го има, од пиле, од јајце, тоа не го купуваме, значи си го имаме домашно, чисто, здраво. Еве и млеко и сирење, а додека во градот треба сетото да се набави, треба да се купи. А овдека има и фамилии што си садат бавчи, што си садат од компир. Значи во село се сади. Се има, се произведува. Оној што сака да има, што сака да работи, од се си има. Се си работи. Пусовски ги оставивме во добро здравје и со желба за уште поголем успех и бериќет во нивната работа.